на сите. Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа, службен весник на РМ број 5/2002 и службен весник на Република Северна Македонија број 202/2024, председателот на Советот на општина Конче донесе решение за свикување на третата седница на Советот на општина Конче. Седницата ќе се одржи на ден 16.12.2025 година, вторник, со почеток во 10 часот во просториите на општина Конче. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од втората седница на Советот на општина Конче. Точка 1. Предлог програма за волонтери и практиканти во општина Конче за 2026-2027 година. Точка 2. Предлог програма за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2026 година. Точка 3. Предлог програма за јавните дејности за 2026 година. Точка 4. Предлог програма за работа на Советот на општина Конче за 2026 година. Точка 5. Предлог одлука за одобрување набавка на новогодишни пакетчиња по повод новогодишните празници за деца од сите населени места во општина Конче од 0 до 11 години. Точка 6. Предлог одлука за давање согласност на годишен план на вработување на општина Конче за 2026 година. Точка 7. Предлог годишен план за еднакви можности на жените и мажите на општина Конче за 2026 година. Точка 8. Предлог програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на општина Конче за 2026 година. Точка 9. Предлог програма за уредување на градишното земјиште на просторот на општина Конче за 2026 година. Точка 10. Предлог оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2025-2026 година. Точка 11. Предлог програмата за активностите на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2026 година. Точка 12. Предлог програма за активностите на општина Конче за ревитализација по елиминирање на кризи во областа на заштита и спасување во 2026 година. Точка 13. Предлог одлука за извршување на програмата за активностите на општина Конче за ревитализација по елиминирање на кризи во областа за заштита и спасување во 2026 година. Точка 14. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Конче за извештајниот период кумулативно за квартал од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Точка 15. Предлог буџет на општина Конче за 2026 година. Точка 16. Предлог одлука за усвојување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Точка 17. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Точка 18. Полугодишен извештај за работењето на ЈПК Лакавица Конче за период јануари-јуни 2025 година. Точка 19. Извештај за работењето на ЈПК Лакавица Конче и резултати за трето тромесечие јули-септември за 2025 година. Разгледување на барања, советнички прашања. Дали имате дополнување на дневниот ред? Повели? Председателке, јас мислам добро би било да се направи измена на редоследот на точките, 18 и 19 точка да бидат после четвртата, да завршиме со извештаите на ЈПК Лакавица, за да имам концентрација после за другите точки. Пошто секако мислам дека веќе е среда на тој извештај. После четвртата точка, може, предлог програма за работа на Советот на општина Конче. Само измена на редоследот на точките. Во ред го ставам. Ама треба да ги известиме после, да? Не, мислам дека ќе имаме доволно време за тоа. Може и најпрво, ама сега немаме време да ги известиме. После четвртата точка да се стават. Добро, го ставам предлогот на гласање на колегата. Кој е за?
Дневниот ред ти каже, че изцрпена сета програмите се направени и мислам овој няма не е нешто што ќе може да се развлече работата, мислам оти брзо ќе заврши на седмицата. Точките се на цифра големи, мислам повеќе. Меѓу това програмите сите се обработени, гледани, разгледувани, донесени и така да бидејќи вчера состанокот беше завршен на начин прво се донесе буџетот, а после се комисиите разгледуваа програмите, сега това колку е законски не знам, не ме интересира со това да се бавам. Сакам да кажам оти како комисии немаме можност нешто у програми да направиме некои измени, за да вашо буџетот беше веќе донесен, комисијата да заседава пред програмите. Мислам оти уидни на това не треба да се случува, не знам уопште тинка повеќе упате на правник е това. Мислам оти буџетот прво треба да се донесат програмите, после да се расправа за буџетот. За това ќе предложам да не се занимаваме со това, ќе предложам точки, едно 3-4 точки дополнување на дневниот ред и мислам оти треба да се прифанат, оти точките се базират на потребите на граѓаните и после ќе кажам ако треба кога ќе дојде ред за буџетот, ќе кажам од кои ставки ќе се променат или нешто ќе се произнесе, дали това ќе биде успешно или неуспешно. Ќе прочитам. Значи, имам повеќе точки, ама 4 да не трупаме работата, да се развлечуваме. Значи, како 20-та точка, предлог одлука за одведување на општинска канцеларија за потребите на сите земјоделски услуги преку МЗШВ. Ќе образложам кога ќе дојде ред која е целта на таа канцеларија и зашо го предлагам таа точка. 21 точка, предлог одлука за обезбедување бесплатен превоз во сите населени места еднаш неделно преку субвенционирање на таксистите. Предлог одлука за доделување на грант за поддршка на локален економски развој, мислам оти, после ќе образложам, да не образложам сега точката, во индустријски капацитети за потребите за преработка на земјоделски производи, барем да биде некаде во вредност од 1 милион. 23 точка предлагам да биде предлог одлука за доделување на стипендии на најуспешни спортисти и најдобри ученици у образованието, барем по едно или по 2 деца, зависи од можноста на буџетот. И 24 точка предлог одлука за изграда на капела во општина Конче. Бидејќи вие сите работи не можеме да ги вметнеме во програмите, затоа што прво се донесе буџетот, после се расправа за програмите. Јас укажах на некои работи вчера, колегите не ме разбраа или не ќе да ме разберат. Мислам оти точките треба се усвојат да расправаме, а после вашо дали ќе гласате или нема да гласате. Во ред, благодарам. Толку би имал. Во ред, претходно не бевме завршиле со гласањето за колегата за предлог, за неговиот предлог за промена на точка 18 и 19. Повторно ќе прашам кој е за? Против? Воздржани? Продолжуваме со... Тие точки ставили со дополнување? Да. Продолжувам за предлогот на гласање за колегата. Може малку образложение да се даде во однос на точките. Значи, точките да се во интерес на граѓаните, ама тие сепак барат или анализи, нели финансиски. Треба да се изнајдат и средства во буџетот за сите тие предлози што се. И за канцеларијата прво треба Министерството, значи како орган да достави барање дека има потреба како исторена канцеларија. Они доваѓаа со комбе пред неколку години, што на среда или четврток беше, не и која просторија, дали би имали ние и просторија за да им отстапиме. Значи, можам само тоа да го искоментирам. Благодарам. Мислам оти сето това сам го испитал на некој начин, како би одило правилно. Точката предлагам оти, знам го и теко и терко како това се прави.
за буџетот, ако ме разберавате, кажах оти, ќе кажам кога ќе дојде ред комисијата за финансирање да расправа за парите, ќе кажам од кои ставки и како тие работи да се покријат. Точките ги предлагам од причини што ви кажах и прегеска. Значи буџетот се прво донесе без комисиите да се обработат, а после се ето вие како правник у вашата историја памните ли го пат прво да се донесе буџет, па после да се расправа за комисиите. Значи вчера се направи една грешка, јас се укажах добронамерно на колегите. Што сакам да кажам? Значи кој? Па морам да се повторам, оти така ме натераат да се повторам. Не е во ред. Значи треба да се докажам. Да се докажам па толку. Значи точките ги предлагам од причини што не сум имал можност да ги внесам во програмите. Затоа кога ќе дојде комисијата за финансии, ќе кажам од кои ставки парите ќе се препокријат и што значи нема да го теретам буџетот повеќе од терко како што е, него ќе направиме ако се усогласиме. Не мора да се усогласиме. Вашо да размислувате на таму. Благодарам. Го ставам предлогот на гласање на колегата за дополнување на дневниот ред со плюс 4 точки. Кој е за? Против? Пет? 4. Целиот дневен ред се даде на усвојување. Со дополнителни? За дополнувањето, да. Само по гласово колку за, 5 за, 4 против. Околу дневниот имам јас да поставам едно прашање, лично до вас, председателке. Според мене, вие како председател го кршите деловникот за работа на Совет. Како прво, мислам оти ви пуштих и у групата, нели, дека го свигува да се остана го порано од дозволеното време. И мислам дека треба седницата да се прекине, пошто ако разговарам за 19 точки во дневно ред, зашто у материјалот не е доставен сетот материјал кај мене? Со оглед на тоа дека имаше многу програми за изготвување, беше да се разгледа, требаше повеќе време за сета таа активност да биде спроведена, да бидат изготвени сите овие програми. За таа цел вчера закажавме и комисии, денес седница, се со цел да бидат разгледани на време. Преведени. Значи, истиот материјал нашите колеги го имаат добиено и на турски јазик. За таа цел беа потребни навистина доста долго време за да се спреми и да се обработи материјалот и на македонски и на турски јазик. Се со цел да бидат сите задоволни. Ако не е спреман материјал, нема потреба да се свика седница. Имаше доста доволно треба да време. се спрема материјалот доволно, сепак има 19 точки. Ако ми се на мене доставува материјал во последниот момент, во последниот ден, мислам од тај материјал треба секој да го разгледа и да го образложи доволно, да се има време. Ако не е спреман материјалот, мислам дека не треба да се свикува седница дека не се спрема сето. Може ли јас? Имаше време за разгледување на целиот материјал. Председател, може? Да, повели. Директно прашање, станува збор за време, значи од 24 часа или јас колку сум запознат за точката, имало е наместо 7 дена, 5 дена е бил доставен. За 6 дена. Мислам материјалот беше доставен. Не сум завршил, само ако може. Значи, ке ве замолам, најискрено и најсрдечно, да не се фаќаме за некои работи. Знаеме дека од неколку оправдани причини итност мора да се одржува седницата. Сега, дали биле 6 дена или биле 7 дена, молим ви се, советник, ако одвојате вие време, што ви е обврска да го обработите материјалот, ќе го обработите и за 6 дена и за 7 дена. Јас разбирам да јас и од претходниот совет имало е таа забелешка, ама било е тешко ако го денеска доставаме да имаме утре седница. Така да јас сметам дека воопшто не ви држе забелешката. И доколку сметате вие дека стварно не сте имале можност да го обработите материјалот, не е доцна да речете извинејте, не сме подготвени, ние ќе ја напуштиме седницата. Меѓутоа не сакам да се врши обструкција. Мислам дека вршите на овај начин обструкција на совета. Втора работа што сакам директно да упатам према советнико ваш, значи ќе ве молам, немојте да користите популистички мерки. Што значи? Конкретно прашање, вие по професија, господине советник Серхан Нанушев, што сте?
Не можете луѓето, сакам да ми одговорите, значи ќе го поставам прашањето директно и сакам одговор лично од вас. Значи, Советот на општина Конче е да работи за сите граѓани. Значи, вие конкретно јавно ме повикувам и морате да дадете одговор. Не оваа кампања да одите по луѓето и да ги снимени материјали да покажувате дека види еве ќе ви поднесеме кривична пријава. Конкретно знаете за што зборам? Зборам за барањето што беше доставено од група на граѓани за овозможување на, односно за оваа притока што е полне, што го полне Конче 1, вие одите по луѓето и ги заплашувате дека ќе им поднесете кривична пријава за што се потпишале на петицијата. Ајде молам, кажете ми вие што е сторено кривично дело со тоа потпишување на петицијата. Ова го кажувам од единствени причини, и овака вие како што планирате, значи вие не работите за граѓаните, работите за партијата. Дајте ми конкретен одговор. Еве Серхан Нанушев, вас ви прашувам. Кажете ми која е целта и каде е направено кривично дело со тоа што граѓани од село Конче се потпишува на петицијата за најбрзо и најитно да се прави зафаќање на притоката која што го полни езерото Конче 1, односно езеро Конче 3. Кажете ми, еве јас јавно кажете, не това да го правите ускриена форма со луѓето и да ги плашите. Добро, ќе дозволите ви? Да, секој, благодарам. Завршите. Не, само да одговарам. Градоначалник, малку не ми е јасно, значи на кого сум кажал јас дека ќе им се поднесе кривично. Тоа малку не ми е јасно и немам јас спомнано на некој нешто. Претпоставувам дека спомнувате за во врска за барањето што беше поднесено за користење на скип, да се дозволи од Советот на општината. Се работи за скипот што користи јавното предпријатие. Мислам дека и колегите исто така гласавме за таа точка, така. И овде не ми е јасно, значи малку неразбирливо ми е прашањето на кого сум кажал јас дека ќе им се поднесе за тие што се потпишале на тоа барање. Вие знаете кој се потпишал на тоа барање? Да, у материјал. У самото барање имаме увид, нели? Добро. Ај вие, како градоначалник, покренете вештак да видиме кој се потпишал на тоа барање. Дали знаете дека вие луѓето немат ни појма кој ги пишал нивните имиња и кој се потпишал за нив? И па тоа е кривично дело. Зошто да покренам? Ама советниче. Ама не. Дозволете, значи сега пред јавноста и пред вас сите советници. Значи немах време да ги спечатам. Значи гледајте што е правено. Ова не е правено за потребите на одреден советник тука. Ова е правено за потребите, ако не знаете, 30 хектара се наводнува, немојте со манипулации. Јас точно значи и сум бил таму. Ама гледајте што е работено, гледај. Значи јас сум бил таму. Добро, кажете ми вие. Ќе ви докажам. Еве јас оваа го поставам прашање, кажете вие што е кривично дело тука направено. Не, значи оставете на страна сликите. Добро, тоа е нашиот скип. А не е нашиот скип, е расипан нашиот скип. Кога ние да направиме, у март ли да направиме, кога ќе нема вода? Кој поднесел барање за користење има на во скипот? списокот. Добро, сигурно е тие луѓе знаете дека нема појма дека за нив имат поднесено барање. Тоа требало да ги донесете луѓето и да кажете да еве луѓето, овие луѓе не се баратели на да се. Значи денес мислам дека не е тема на разговор тоа. Ако за вас, значи да се потпише некој за некој друг и не е кривично дело, значи тогаш оставам така и да се мислите. Имате го на увид и вие го имате добиено барањето. Не, на увид само имавме. Значи не само да имам увид. Знаете, да ви покажам дека што сум се пишал со тие луѓе, немаа појма и кога се изслушнаа нивните имиња на самата седница на YouTube дека беа зачудени кој ги пишал нивните имиња. Поднесете си представка и нека се. Ама нема врска за поднесување. Ајде молам, значи оваа го кажах испровоцирано од потребата. Ама советник, јас значи обврска ми е да укажам на тоа што гледам дека нештата не се движат онакако што треба. Сега ако ви се малку 6 дена ристе томов, тогај не знам јас за Може да одговорам. Не е во ред. Не, кажи. Не, случи го која него.
Гранчалнче, вега сега јас малку дадам образложение на вашето. Од тие 6 дена, ако што го напоменавате и вие дека ако работиме за народо, баш за тоа сакам јас да се достават документите точно на време, за да имаме време да го разгледаме материјалот како што треба, доволно. За тоа што спомна дека дали има, на мене вчера ми беше доставен дел од точката што фалеше у материјалот. Како знаат дека нема точка доставено и зашо ми е доставено вчера? Нема ни 24 сата. Само мало. И затоа мислам оти, нели, јас колку што можех да го разгледам материјалот, го разгледах. Сепак сакам да кажам, нели, ако секој си имате, нели, вие како гранчалник, нели, како природни лица, сите имат право на викенд, на неработен ден законски, недела, секој има право тај ден да не го работи. Ако некој имал викенд, сакам и јас да имам викенд. И затоа мислам, оти малку е кршење на деловникот. Треба прво да се спрема материјалот, да се достави како што треба, да може да го разгледаме и да може да работиме. У интерес на народот. Во ред ви благодарам на вашите забелешки. Значи не си бил информиран оти материјал вчера се достави, затоа мислиш оти 7 дена. Урете. Значи човекот не е ништо против. Значи се работи во иднина да не се повторува. Разбираме се, моето беше укажување со единствена цел. Значи да не правиме фама. Ама тука обструкција никој не прави. Сега вие говорите оти некој прави обструкција тука. Никој не прави Може ли да обструкција. објаснам заради точката што не беше Урете, доставена? убаво да се објасни, Ќе нели? објасниме и Зоки ќе ви објасни од кои причини. Тоа беше не пропуск, туку ги немеше точните цени. Сигурно вчера ви е кажал за по хектар или за изработка на урбанистички планови. Некои работи, значи, не зависат лично и од нас. Државата определува одредени цени, хектаражата тука по програмата се определува и за на крај да има една финансиска вредност програмата. Само од тие причини не беше доставена програмата за урбанистичко планирање за 2026. Благодарам. Не треба сега некој да се прави некој против тука работата на Советот. Не е убаво. Со оглед на времето, Значи објаснувањето е добро, денка и готово. Вие не знаете. Извинете, значи, јас се разбирам, викаме, образложението беше во ред. Значи, ама друго е да ви го даваме денеска 24 часа, ви го целиот материјал, разбирливо. Сега дел, значи, мислам дека образложението беше во ред. Некои од техничка причина не може да бидат доставени. И сега, немојте да правиме фама од секоја... Поентата на советникова, значи, увидне да не се повторува. Оти синоќа Гоце, у колку саат му го даде ти на него, да речеме? На тебе го даде. Така. Значи, урете, секој советник сака да си го разгледа. Нема ништо проблем тоа. Да не се практикува това уиднина. Не е ништо лошо. со оглед на времето, го давам на усвојување целиот дневен ред со дополнување на 4 точки од колегата. Кој е за? Против? Воздржани? Беа само изгласани, значи беа изгласани само дополнување. Сега. Дневниот ред останува со 19 точки. Како може да остане со 19, дополнувањето беше со 5? Значи, Како може да остане со 19? напишав Значи тоа беше 4 точки за дополнување, беа 5 за, 4 против. Сега го давам целиот дневен ред на гласање, 19 точки плюс 4, кој е за, кој е против, прашав. Продолжуваме. Усвојување на записникот од втората седница на Советот на општина Конче. Кој е за? Пет за. Кој е против? Воздржани? 2. Отварам расправа. Мислам од на претходна седница околу записникот, нели сега што такова, мислам од некој кога разговараваме, требаше да ни дадат образложение за разрешувањето на членот на градинката на Ветска
како разрешена, по кои причини е разрешена од Министерството и нека кажат дека ќе ни дадете образложение од Министерството за образование на кој начин е разрешена. И мислам, треба да ни дадат образложение за оваа седница. Не беше ние да дадеме образложение, туку вие речете ние ќе доставиме барање до Министерството. Вие, мислам, не ние како да, служба. јас тоа Јас колку шо тебе те може разбрах. седница да се вратиме, нека кажах, нели, ве прашах на кој начин и по кој точки ќе се разреши, по кој член, вие кажавате ќе побараме образложение од Министерството да достави образложение како ќе се разреше. Не сум јас кажала. Добро, ќе најдеме снимките. Благодарам. Во дело на Министерството јас не кажах дека имам коментар. И тоа е по нив предлик, они се основачи. Сега или не се разбираме, значи јас сум стварно сум таа точка не е. Ама некако да го прифатаме записник, како да го прифатаме Со записник, оглед на требаше времето, образложение да ни дадете. Продолжуваме. Грешка си тоа. За записникот да го прифатиш, тоа е поминано, го гласате и повеќе не се враќајте на тоа и завршено. Значи Ќе ве замолам да се држиме на дневниот ред. Отварам. Имам збор. Барам збор. Значи ние кога гласаваме за дневниот ред, вие требаше да го дадете, значи со дополнувањето на дневниот ред на гласање. Значи шом 5 гласа беа за да се дополни дневниот ред, вие фактички значи требаше да го дадете дневниот ред со дополнените точки. Да не се правиме кој од кој попаметен тука. Значи Тинка правник, нека каже дали не е така. Никој не се правиме паметни. Значи да се разбереме една работа. Значи ние гласаваме за дополнување на дневниот ред од 5 точки со 5 гласови за. Беше ли? Значи вие, госпогице, требаше да го дадете целиот дневен ред на освојување за това што беше дополнен дневниот ред. За това што беше дополнен дневниот ред. Дај да не се правиме да граначалникот сега говори оти ние кочеме нешто, сега вие не правите работи што не се законски. Значи ние гласаваме 5 души за да се дополни дневниот ред. Што има проблем од дополнување на дневниот ред? Значи вие требаше дневниот ред да го дадете со дополнените точки на освојување. Завршен цитат. Дај да не се нервираме тука сега да тргне се останок. Да тргне и да тече. Правникот нека каже дали не е така. Сега многу се тракате. Прочитай колку беа за дополнен дневен ред. Прочитай по записнику. 5 за дополнување. Тоа беше само за, значи тоа беше гласање за вашиот Значи предлог. ќе се дополни дневниот ред со 5 души за дневниот ред го даваш со дополните точки на освојување. Дај да се Па го дадов. Вие го дадете 19 точки. Кој е за 19 точки? 19 со дополнување. Со дополнување на 4 точки. Не знам дали сте ме слушнале. Не бе, Јончев, како говориш? Значи вика дневниот ред со Усвои ли дневниот ред со дополнување? Со дополнување не го усвои. Не го усвои. И како може тоа? Па така. Така одлучило мнозинството. Ајде. Обструираме се ние собствено. Дај да тргне работа да течеме. Дај да не се правиме. Значи председателот инсистира Не се правите правнички земи погледни ги работите дали се така или не се така. Ја правникот тука. Значи со дополнените точки требаше да тече дневен ред да се усвои и да тече седница. Не видите после викате тај е крив, крив. Отварам расправа по точка број 1 предлог програма за волонтери и практиканти во општина Конче за 2026-2027 година. Давам збор на општинскиот администратор. Програмата за волонтери и практиканство на општина Конче за 26 и 27 беше разгледана на комисијата. Дали сакате да одиме со образложение на програмите или дали само со прашања за да не губиме време. Тоа е во согласност, изработена е во согласност со Законот за волонтерство. Значи, во ова програма се уредува волонтерството, условите и начинот на вршењето на волонтерство, правата и обврските на волонтерите, организаторот на волонтерство, договорот за волонтерство и евиденција на волонтерската работа. Волонтерството представува активност од интерес за Република Македонија која придонесува за подобрување на квалитетот на животот во активно вклучување на луѓето во општествениот живот, услови и начин на вршење на волонтерство. Волонтер може да биде домашно и странско лице. Волонтерот може да биде и малолетно лице со писмена согласност од неговите родители и старатели.
Договорот за волонтирање со малолетни лица може да се склучи само со писмена согласност од неговите родители. Одредбите од Законот за работни односи кои се однесуваат на заштита на лицата од 15 до 18 години соодветно се применуваат за малолетните лица кои волонтираат. Практикант е студент на високообразовна институција од областа на правото, економија, бизнис, администрација или јавна администрација која стекнува практични искуства во општина Конче со вршење на работи и работни задачи со надлежност на општина Конче, како и проучување на списите по кои се постапува, односно реализацијата на годишната програма за работа на општината. Организатори на волонтерска работа може да бидат Сдружение на граѓани и фондации, верски заедници, религиозна група, јавна установа, органи на државната власт. Тука е опишено дека и странски државјани можат да бидат волонтери. Согласно законот, потребата која е од ангажирање на волонтери, потреба од ангажирање на волонтери по претходно поднесено барање за волонтирање ја утврдува раководното лице на секторот, односно оделението кое што одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање, раководејќи се од просторните можности и реалната потреба за ангажирање на волонтери. Волонтерските услуги може да се однесуваат на било која од областите утврдени од членот 22 од Законот за локална самоуправа. Начин и постапка за обезбедување на волонтерски услуги. Постапката за ангажирање на волонтер започнува со поднесување на барање од страна на кандидатот волонтер, пошто во врска со истото раководното лице на секторот, односно оделение кое што одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање, согласно член 2 од оваа програма, ја утврдува потребата за волонтирање и поднесува предлог до градоначалникот за склучување договор. Доколку од страна на градоначалникот е одговорено позитивно во врска со предлогот за склучување на договор за волонтирање, со барателот за волонтирање се склучува договор за волонтирање. Договорите за волонтирање ќе ги подпишува градоначалникот на општината. Волонтерот за давањето на услугите, знаењата и вештините за работи од надлежност на општината има право на надоместок на трошоци за храна и трошоци за превоз за доаѓање во општината, за волонтирање и враќање до местото на живење во висина од 15% од просечната месечна плата во Републиката, за волонтирање со полно работно време, како и трошоци за службени патувања и трошоци за обука, доколку тоа има потреба. За волонтирање со пократко работно време од полното работно време, процентот за трошоци за храна и трошоци за превоз за доаѓање во општината, за волонтирање и враќање до место на живење ќе се пресметува пропорционално согласно процентот утврден во ставот 1 на овој член во зависност од утврденото времетраење на работното време во договорот за волонтирање. Значи, ангажирање на практиканти, практиканска обука на студентите во општина Конче може да трае најмногу 30 дена во текот на годината по добиена согласност од градоначалникот на општина Конче и во согласност со програмата за обука на практиканти која ќе се реализира на следниот начин. Значи, со проучување на уставот, Законот за локална самоуправа, за административни службеници, Закон за општа управна постапка, Закон за постапување по представки и предлози, Правилник за начинот на постапување по представки и предлози, Правилник за содржината, начинот и формата на водење евиденција и податоци што се однесуваат на постапување по представки и предлози, Закон за финансирање на ЕЛС, Законот за буџетите и други некои. Значи, во преодни и завршни одредби во општина Конче годишно може да има 2 волонтери и 2 практиканти. Како што ви реков, значи сите студенти кои студират доваѓаат во летниот период во рок на 1 месец со барање од страна на факултетот и извршуваат практична работа во општина Конче и од тие причини е предложена програмата за волонтери и практиканти во општина Конче за 2026-2027 година. Дали имате прашање во однос на точката? Доколку нема, ја ставам точката на гласање. Кој е за? 5 за. Против?
4. Продолжуваме со точка 2. Предлог програма за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2026 година. Давам збор на општински администратор. Благодарам. Значи, предлог програмата за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштита на децата во 2026 година има повеќе одредби. Под точка 1 има општи одредби, тука се предвидени основните цели на програмата, потоа кои се социјални ризици, мерки и активности во програмата, организирање на хуманитарни акции за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население во соработка со општинска организација на Црвен крст, воведување на финансиска подршка, еднократна помош за родители при раѓање на новородонче, прво, второ, трето и секое народно дете за родители кои се жители на општина Конче. Точка Г, вклучување на родовата перспектива. Работата, објаснета е работата на Канцеларијата за социјални работи во Конче за потребите на граѓаните, работа на Народната кујна за потребите на корисниците на социјални мерки преку Центарот за социјална работа Радовиш и општина Конче, програма за подршка на стари и изнемоштени лица воведена во 2019 година, континуирана поддржана од општина Конче, Министерството за социјална политика, демографија и млади и странски донатори. Воведување на дигитализација во социјалните услуги, остварување на психосоцијалните советувалишта за жртви на семејно насилство од општина Конче во соработка со општина Радовиш. Еднократна помош за склучување на бракови на лица, момче и девојка стари од 35 години од општина Конче, еднократна помош за склучување на бракови на лица, момче или девојка на возраст до 35 години од општина Конче, организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проектот за превенција од болести на зависници кај младите. Значи, тука е опишена и постапката за реализација, социјалните мерки и услуги, значи парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба. Носител на мерките, ова активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за социјална заштита на општина Конче за 26 година ќе се спроведува од страна на општина Конче преку надлежните сектори и оделенија. Извори на средствата за исплата на паричната помош и за обезбедување на посебни мерки и услуги на социјалната превенција и заштита на наведените категории ќе се обезбедат согласно можностите и во рамките на расположливите средства во буџетот на општината за 26-та и се предвидени во подпрограмите. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливи групи на население во соработка со општинската организација на Црвен крст. Значи, воведување по точка В, воведување на финансиска подршка, еднократна помош за родители при раѓање на новороденче, прво, второ, трето и секое наредно дете, кои се родители кои се жители на општина Конче. Значи, ова мерка е воведена од 2022 година. Планирани се еднократни помошти во висина од 20.000 денари за прво дете, 40.000 денари за второ дете и 60.000 денари за трето дете и секое наредно родено дете. Вклучувањето на родовата перспектива во програмите, значи секој пат во користење на мерките се настојува подеднакво да бидат застапени и мажите и жените во користење на услугите и на финансиските средства. Работа на Канцеларија за социјални работи во Конче за потребите на граѓаните на општина Конче. Значи, тука е кажено дека во 2020 година е отворена и опремена Канцеларијата за социјални прашања во општинската зграда на општина Конче, но истата сега не е активна. Работа на Народната кујна за потребите на корисниците на социјални мерки преку Центарот за социјална работа Радовиш и општина Конче. Во општина Конче во рамките на мерките за социјална заштита на населението успешно функционира и проектот за Народна кујна со кој стопанисува ЈПК Далакавица Конче. Народната кујна во кој има вработено 2 лица
поседува соодветно возило за доставување на оброците до корисниците, секојдневно доставување од понеделник до петок топли оброци и за викенд се тие суви оброци, и на корисници со решение од Министерството за социјална политика, демографија и млади, и 25 оброка кои ги финансира општина Конче со одлука на Советот на општината. Програма за поддршка на стари и изнемоштени лица континуирано поддржана од општина Конче и Министерството за социјална политика, демографија и млади и странски донатори. Од септември 2019 година во рамките на програмата за општинско корисна работа започна да се реализира проект за општинско корисна работа, поддршка и помош на стари лица од населените места во општина Конче. Во 2026 година ќе бидат ангажирани 13 негователи за стари и изнемоштени лица за работа на терен, односно посета во домови на стари лица, каде ги посетуваат и пружат услуги за превентивна здравствена заштита, психолошка поддршка за набавка на намирници и социјални активности и дружења. Во програмата се вклучени 350 стари лица, од кои од сите населени места во општината за период од 18 месеци преку ангажирање на невработени лица од 40 часа работен ангажман неделно. Овој проект покажа добри резултати во отсуство на други социјални сервиси и пожелно и потребно е општината да продолжи да го имплементира во соработка со Агенцијата за вработување. Воведена е дигитализација на социјални услуги и отворање на психосоцијално советувалиште за жртви на семејно насилство. Тоа беше проект со општина Радовиш, кој има отворено таков центар за прифаќање и поддршка на жртви од семејно насилство за период од 24 часа. Еднократна помош за склучување на бракови на лица, момче или девојка постари од 35 години и еднакратна помош за склучување на бракови на лица, момче и девојка на возраст до 35 години. Значи, воведена е во 22 година со услов за постојано место на живење, физичко присуство минимум 1 година, со наполнети 35 години се планира во висина од 120.000 денари по склучен брак. Општина Конче во 2026 воведува финансиска поддршка еднократна помош за склучување на бракови на лица со наполнети до 35 години возраст во висина од 30.000 денари со постојано место на живење, физичко присуство минимум 1 година во општина Конче. Исто така се предвидува организирање на трибини за едукација и рано откривање на болести, редовни здравствени прегледи и едукација против зависности и превенција од болести на зависности. Финансирање на програмата, значи вкупно обезбедени финансиски средства од буџетот на општина Конче согласно ова програма се 7.204.000 денари. Има табеларен преглед за активностите кои ќе бидат опфатени со финансиска конструкција. Под точка 1 помош за стари и изнемоштени лица, посета на негователи за стари лица, кофинансиран на проект 2.184.000 денари и набавка на медицински и друг материјал 100.000 денари или вкупно 2.284.000 денари. Помош на социјално загрозени семејства и лица изложени на социјален ризик од 5 до 20.000 денари, 50.000 денари, вкупно лица со посебни потреби, телесна попреченост, лица со посебни потреби 10.000 денари од лице, вкупно 70.000, помош на лица погодени од елементарни непогоди од 5.000 до 30.000 денари, вкупно 100.000 денари, помош на деца од еднородителски семејства 5.000 денари, за едно семејство 50.000 денари, организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливи категории групи на население 20, организирање на здравствени прегледи за рано откривање на болести на населението 30.000 денари, еднакратна помош за новородено дете во РС Македонија, прво дете 20.000, второ 40, трето и секој наредно 60.000 денари или вкупно 600.000 денари,
превоз на храна, вршење превоз на храна за наредно кујна 150.000, помош на лица со здравствени проблеми од 5.000 до 30.000 1,5 милион денари, помош на лица со здравствени проблеми за лекување во странство од 50 до 100.000 денари, 200.000 денари, топол оброк за корисници од општина Конче 600.000 денари, финансиска поддршка на НВО за реализација на проекти од социјално загрозени семејства 30.000 денари, социјални пакети за празници по 2.000 денари за пакет 120.000 денари, еднократна помош за склучување на бракови на лица со наполнети до 35 години возраст во висина од 30.000 денари 500.000 денари, еднократна помош за склучување на бракови на лица со наполнети 35 или повеќе години возраст од 120.000 денари или вкупно 600.000 денари, помош за погребални трошоци поради смрт на социјално загрозени лица од 5 до 30.000 денари, 100.000 денари, опремување со инвентар народна кујна во општина Конче 200.000 денари или вкупно 7.204 денари. Ова програма, тука се по кои закони, таа е програмата за социјална заштита. Дали имате прашања во однос на оваа програма? Доколку нема, го ставам на гласање предлог програмата за активностите на општина Конче во областа на социјална заштита и заштитата на децата во 2026 година. Кој е за? 4 за, против? 2 воздржани? 2. Продолжуваме со предлог програма за јавните дејности. Продолжуваме со точка број 3, предлог програма за јавните дејности за 2026 година. Давам збор на општинскиот администратор. Благодарам. Значи, предлог програмата за јавни дејности за 2026 година ги опфаќа областите развој на спортот, младите, рекреацијата и образованието во општина Конче, развој и поддршка на НВО сектор во општина Конче, развој на културата во општина Конче. И ова програма, значи областа развој, спорт, млади и рекреација, содржи во овие цели активностите кои се и финансирањето на истата. Активности од областа на спортот утврдени со ова програма ќе се финансира, значи, со средства од буџетот на општината за 26-та, како и спонзори и донации. При реализација на програмата општина Конче ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведување на нивни активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од буџетот на Републиката за 26-та преку надлежни министерства, трговски друштва, јавни предпријатија, фондации, за интересирани партнери за соработка со општината во земјата и странство и други извори. Распоредување на финансиските средства, значи според називот на активностите, под точка 1 за меѓуопштинскиот турнир во мал фудбал под рефлектори и организирање на празникот на општината 12 јули се предвидени 800.000 денари, за организирање на Велфест 26 се предвидени 300.000 денари, или тука во таа ставка 1.100.000 денари. За поддршка на спортските друштва, фудбалски клуб Серта и женски фудбалски клуб Женски допери од Конче 300.000 денари, за масовна физичка култура, спортски активности по повод празници, тука што се наброени 100.000 денари, учество на крај и на спортски и карневалски настапи, значи и сите други напред што се наброени 100.000 денари, поддршка на Советот на младите 150.000, во образованието е додадено само, тука е на комисијата го имам кажено, предлогот беше за првачење 8.000 денари или вкупно 200.000 денари, за полуматуранти 8.000 денари, 350.000 вкупно, за матуранти по 10.000 денари, 300.000 денари, согласно бројките кои што се движат земени од страна на училиштето. Исто така со поддршката на млади, значи поддршка за основање и реализирање на активности на младинскиот клуб Конче,
поддршка на активности од културно и забавниот живот, организирање трибини, форуми, дебати и така натаму. Други форми на активности за поддршка и помагање на спортските манифестации со покровителства, доделување награди, признанија и пригодни подароци, обезбедување стручна, техничка и други видови помош, учество на промотивни и протоколарни средби. Помош на поддршка на граѓанските здруженија. Значи тука има цели активности, анализа на состојбите во граѓанските здруженија, статистички се прикажани колку значи здруженија има регистрирано, можеби некаде има и пропуштено, например млади тутунари беше укажано на комисијата дека е пропуштено, ќе го додадеме. И колку се активни, колку се неактивни, тоа е еден статистички податок. Финансирањето, вкупни средства планирани за финансирање на невладените организации се 4 милиони денара. Од тие за учество во реализирање на проекти и поддршка на програмски активности со здруженија на граѓани 3 милиона 850 илјади денари, поддршка на програмски активности на здруженија кои делуваат надвор од општина Конче од 5.000 до 15.000 денари, 100.000 денари и помош при регистрација на нови и пререгистрација на постојани невладени организации 50.000 денари или вкупно 4 милиона денари во делот на првата точка за спорт, млади и образование. И сега здруженија на граѓани, уствари се, тоа е втората точка. Како трета област, развојот на културата во општина Конче. Ајде, може. Да не заборавам мислата. Не планирах ни да се јавам. Малку сум разочаран од начинот на функционирање од почетокот. Да кажем околу 4 милиона за здруженијата. Дали имат поднесена програма дел од здруженијата за 4 милиона? 4 милиона како цифра, ама дали знаеме ние која здружение колку има ли програми поднесени? Сега ќе ти одговорам. Ама ги нема наведено тука. На прашањето. Да се докажам. Може. Значи ние сакаме точно до цифра да знаеме која здружение колку ќе земе пари и врз основа на нивните програма требало ние да ги разгледаме програмите и на тај начин да се оформат 4 милиона. Нели најреално Советот секогаш да ги разгледа програмите на сите здруженија и врз основа на програмите да одреде парични средства врз основа на тие 4 милиона. Тие 4 милиона ќе ги распределиме по нивните програми. Сега овака на вај начин 4 милиона това широк поим. Как ќе знаеме ние да речеме кој здружение колку пари ќе земе? Како советници правиме. Вие можете знаете како администрацијата. Битно да знаат советниците. Тие 4 милиона може и ето ки така сега малку ќе се израза мощно недобро, може ќе ги даваме на здружение 4 милиона. У начинот како што сега представено по програмата. Мислам оти по програмата треба секогаш цифрите кога ќе бидат 4 милиона да бидат разложени која здружение по колку ќе земе по негова програма и ние да одобриме по негова програма. Ако поднесело да речеме за милион, па дали ние ќе му дадеме милион како совет, дали треба да ги разгледаме тие околности. Ето сега, да се докажам. Не се брзаме, значи да се докажам. Сакам да кажам, јас од тие 4 милиона влева и здружението, да речеме, ловното друштво. И јас за ловното друштво, да ти кажам реално, без да направя реконструкција раководството на ловното друштво, не би сакал да давам 5 денара. Затоа што ние имаме 2 човека ни умреа, никаква одговорност нема никој. Не да одговара, не ме интересира дали ти одговара. Морална одговорност, да речат, дајте направиме реконструкција и да продолжи работата на ловното. Сакам да кажам, влева у пакетот ловното тие 4 милиона, а ние не знаеме ни програмата ниина. Убаво беше да ја комисијата. Може ли сега? Да, значи завршувам. Значи целта ми беше да знаеме по програма кој колку поднесел, колку можеме да му дадеме, дали ќе му дадеме. Во врска со прашањето на советникот Јонче Здравев ќе одговорам. Тоа ни е јасно
дека програмите ги доставуваат, рамката е определена во оваа програма за јавни дејности. Во рамките на овој буџет ќе ги разгледува комисија и совето исто така програмите доставени од страна на сите здруженија. Причината зашто се оставени во месец јануари е тоа што многу точки, многу материјали, почетен состав на мандато, од тие причини беа оставени да се разгледуваат во јануар. Значи, поединечно секој каква програма доставил, нити совето, нити општината не е должна да ги финансира 100% програмите на невладениот сектор. Дава поддршка, но и не треба да значи дека и 100% ќе бидат финансирани. Со тоа што рамката, во рамките на можностите како што буџетот ја дозволува, од минатата година е зголемена за 1 милион денара. Лани се били 3 милиона, сега е со 1 милион плюс, и во тие рамки значи ќе треба сите по однос на тоа кои активности они ќе ги предвидат, кои се за општината значи попозитивни, или ќе разгледува комисијата и ќе се утврди колку средства ќе бидат определени. Толку можам да кажам за тоа. Целта на прашањето ми беше, значи од тие 4 милиона да речеме нemme баш и заради това име покачено е милион, а ново здружение не е регистрирано. Значи тие се здруженијата и од претходните години. За това и сакаме да знаеме, значи дали нивните програми се повисоки, зашо име зголемено е милион. Од издруженијата тие нема друго здружение како што гледам по регистрирано, значи ние ги зголемуваме буџетот за здруженија, а фактички нема дополнителни здруженија. Убаво беше да знае, урете терко од 4 милиона, јасно од това. Саках да кажам, по-добро да се испрецизираше, мислам сега, о моментот додека веќе се донесува. Благодарам. Да продолжиме? Да. Во областа за развојот на културата во општина Конче, значи и тука има вовед цели кои се во делот на програмата, културните активности кои планирани културни активности, значи приоритет кој ќе имат, значи ќе им се даде на културни манифестации и проекти кои ги афирмираат потврдените вредности во развојот на културата и во афирмацијата на културните вредности и културниот идентитет на општината. Културни манифестации, наброени се сите културни манифестации, да не ја читаме поодделно, значи повеќето од нив се одржуваат. Празникот на општината, само тутон од нашата гордост, е предвидена како манифестација, ама сепак се нема започнато со нивна реализација. Литературни читања исто така, ликовна колонија има можност да се организира, васеличари се одржува таа манифестација новогодишна природба од страна на училиштето се одржува, богојавление исто така се одржува, манифестација Ден на лозарите, манифестација Конечки маскен бал. Предвидена е од претходниот состав на Совето и манифестацијата Дена на медот, ама и таа заедно со Радовишката манифестација, мислам дека ако учествува некој од тие што се производители на мед, манифестација на Ден на сесловенските просветители, тука во соработка со училиштето може да биде и месецо на книгата, исто така воведена и манифестацијата одбележување на 15 октомври, меѓународен ден на руралната жена, значи тоа во октомври месец се планира организација на здруженијето, организација на жени да се одбележува, манифестација и пензионерите во својата општина, манифестација почит на борците од НОБ, манифестација 21 декември, денот на наставата на турски јазик, манифестација гарвански средби и други видови на културни програми и проекти, значи што можат. Има исто така предвидено и за спомен обележја, за изработка на бисти, скулптури, плочи, чешми, фонтани и други уметнички и архитектонски дела и творби. Финансирање на програмата, значи се предвидува тука 500.000 денари во овој дел.
Вклучување на родовата перспектива, како што рековме, значи во сите програми, да бидат подеднакво или барем подеднакво, не може да кажеме, ама двата пола, значи да се однесува и за мажите и за жените, бидејќи сето тоа и законот за еднакви можности го бара. Во табеларниот преглед во буџетот за програмата за јавни дејности, значи за развој на спортот, младите, рекреацијата и образованието се предвидени 2 милиона. Само се извинувам за кратко. Значи протоколарно децата од основното училиште сакат да присуствуваат на дел од дека се одржува советот, нема да представува проблем. Поставам, че може да и повикува и чисто да видат на каков начин. Нема проблем. Чисто да знаете. Добре. Развој и поддршка на невладениот сектор 4 милиона денари и развој на културата во општина Конче 500.000 денари или вкупно 7 милиона денари. Благодарам. Во однос на ова програма, дали имате прашања? Повели? Ръководител, јас сакам тука да околу точка 5 образование спомната дека се доделува 8.000 денари, а претходната седмица беше 6, колку што се сеќавам. Да. Јас тука дадех и еден предлог да се, ако може да се покачи на 10.000 денари, гледам оти нема ништо од тоа. И друго сакам, зашто оваа точка околу образованието не се спомнети ни најмалата возраст, мислам на градинката. Зашто там нема ништо спомнато во буџетот да се финансира нешто околу најмалата возраст? Значи тука не станува збор, градинките не се во образование. Тие се јавни установи и тука вај дел за тоа не е спомнато. Значи они се како јавни установи. Благодарам. Исто така во дело на цените, нели, да има разлика од првачења и полуматуранти, оти се помали возрасти и за матурантите 10.000, од 6 е зголемено на 8 и 10.000 денари по предлог. Јас тук имам едно прашање до председателот и до моите колеги. Пошто јас немах доволно време, нели, да го гледам материјалот, сакам да питам колку здруженија има тук во нашата општина формирано? Прашање поставам. Сакам да знам колку се го разбирале материјалот, дали разгледано, јас немах доволно време да го разгледам, дали знаат колку се активни и колку се неактивни. Мислам дека Граначалниче, јас се извинавам, потржих прашање нели од нив, нели да ме образложат они, кога ќе мислам после ќе може и вие да образложите ако треба. Само прво да ме образложат. појаснување, мислам дека само ЕВС има напишано кој е активно, кој не. Колку се активни и неактивни? Повели? Овде сакам само да Колку са активни, кажете? 15 са активни, 11 са неактивни. Колега, па да се повторим точно. Зашто е исклучено ова? Уклучено е, пошто кајме. Има повеќе, да. Да. 26 са регистрирани тука по програмата, 15 активни, 11 са неактивни. Повели, колега? Сакам да се наврзам во врска и вчера на самата комисија разговаравме и правничката ни кажа дека нели средствата ќе бидат доделени по нивните програми колку ќе видиме за нивните активности од претходната година. Но од претходните години ако не им било обезбедено од страна на претходниот состав на Советот, значи некои средства секако они немале ни можност на некој начин да реализират некои активности. Од тука повикувам и колегите на некој начин да ги гледаме равномерно, значи да им се обезбеди средства на сите здруженија, за да може на некој начин да има некој мозаик, на културен мозаик, да има поголем број на активности, значи и кај сите здруженија. Благодарам. Треба ли одговор за тоа или? Значи, ќе ги имате на увид, како што ви кажах претходно, во јануари ќе се разгледат од сите што имат доставено, сите
невладени организации или здруженија. Ќе анализирате, ќе анализираме, ќе дадеме податоци нели кој колку како што и во рамките на рамката што е определена за невладените организации не мора да значи дека и треба и да се истроше, доколку може и да остане во таа рамка, не мора да биде, тоа е само еден план, не значи дека и треба и да се реализира. Ако има потреба ќе се реализира, ако нема може и да останат одредени средства. Да, но само јас не би сакал значи да не се потрошат. Во реду е значи да се потрошат, ама не да не биде само како две здруженија да бидат активни и да им бидат обезбедени средства, а за другите не. Значи тоа во пракса видовме претходните години, така да и за тоа во иднина да не се повторува така. И барам значи да ги поддржуваме сите здруженија, пошто сепак значи сите се тие наши реализират активности во нашата општина. Значи не е пракса, сите што имат поднесено програма имат и добиено средства. Нити едно здружение нема одбиено. Околу дружение да кажам нешто, јас мислам оди околу тие барања дека ги подстават они програмата нели за како се поделуваат средствата, мислам оди треба да мислам тука има некои здруженија што се доста мислам добро активни и имат некоја нијно самофинансирање и мислам оди треба да се доставува убарања дека ќе достават за поддршка од општината, мислам оди треба да се доставува и материјал колку имат нијно самофинансирање, нели како дали пари на сметка, за да видим дали има потреба да се финансират некои здруженија. Во ред, ја ставам на глас, го ставам предлог на гласање, предлог точка број 3, предлог програма за јавните дејности за 2026 година. Кој е за? 5 против. Воздржани? 4. Продолжуваме со точка 4, предлог програма за работа на Советот на општина Конче за 2026 година. Председател на комисијата, ќе образложиш? Ќе образложиш или ја зарад? Давам збор на општин... Кој ќе образложува? Добро. Давам збор на општинскиот администратор. Предлог програма за работа на Советот на општина Конче за 2024 година. Ова програма е поделена на периоди. Период јануари-март. Во тој период кој од надлежностите ги остварува Советот на општината. Предвидени се најмногу кои материјали ги разгледува и ги донесува. Тоа значи дека ги разгледува извештајот на програмата за работа на јавното предпријатие, освојување и донесување на завршна сметка на буџетот на општина Конче, извештај за реализација на годишен план за вработување на општина Конче, извештај за реализација на план и програма за контрола на популација на бездомни куќиња, годишен извештај за реализација на програмата за одржување на јавна чистота, извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 25-та, годишен извештај за реализација на програма за одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Конче, информација за бројот на пријавени лица од Агенцијата за вработување, информација за состојбата на уличното осветлување, програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести, изработка на програма за пошумување и чистење на животната средина, извештај за реализација на проектот социообразовна поддршка на Сдруженијето на граѓани Life Start Радовиш, извештај за реализација на програмата за одржување и развојот на дивечот на ловиштето број 4 и ловиште број 3, извештај за реализација на програмата на Сојузот на борци од народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија, извештај за реализација на програмата на боричкиот клуб Бучим шампиони за 25-та, извештај за реализација на програмата на Сдруженијето Организација на жени на општина Конче, извештај за реализација на програмата за работа
на проектот социообразовна подршка за 25-та, извештај за реализација на програмата за културно-уметничкото друштво Конче за 25-та, извештај за реализација на програмата за ФА Цветови Дедино, извештај за реализација на програмата за работа на Сдруженијето на пензионери на општина Конче за 25-та. Периодот април-јуни ги опфаќа следните активни. Само ќе молам советници, председателят до вас. Во интерес децата да не чекат, значи они имат си доставено барање и сакат да присуствуваат на одржувањето на совето и како функционира општина Конче, значи институциите. Од тие причини ќе му дадам збор на наставникот, значи да се обрате, а иначе веќе имат доставено барање до нас за организирање на 21 декември ден на турската настава. Ние со задоволство секоја година го организираме тај настав и надевам се дека оваа година од покровителство на општинското основно училиште Гоце Делчев исто ќе биде на највисоко. Благодарам. Ние се извируваме, бевме закажени, не знаехме оти имате совет, ама сепак е добродојде и за учениците и за нас да видат учениците како функционира советот на општина Конче, како функционира градоначалникот, како функционира целата администрација. Мислам, имат предвидено по програмата, што работиме по наставната програма. Во исто време сакаме да ви информираме дека учениците имат изготвена некоја активност за денот на турската азбука, 21 декември, иначе 21 се паѓа недела, ама децата имат активност и програма во културниот дом. Дојдовме да бараме одобрение за салата и те покануваме како градоначалник, така и совето да бидете присутни на тај свеченост. Иначе наставот ќе се одржи петок во 14 часа. На 19. Ќе не биде чест, голем чест да бидете присутни. Толку. Благодарам. Јас едно прашање до вашите ученици и наши, дали имат тие некој барање до советот, до градоначалникот, а? И рањи се не збагаме. Немате, се имате. Браво. Кој сака да биде градоначалник од вас? Кој сака да биде градоначалник? И ви сте били на вашите носи. Оне. Кој сака да биде? Кој сака да биде, ама поканат Оне, викат кој е градоначалник. Ти сакаш да бидеш градоначалник? Си сбили на табики градоначалник. Как се вика? Бурда совет е конкретно. Неки да бидеш. Тука се дадени, значи, во периодот април-јуни програма за изградба на микроакумулации. Тие се стават скоро секоја година, ама не зависи само од општина Конче, туку ако се створат услови со државни институции, со некои повици, да би можеле да се аплицира за нешто такво, кој е доста голем зафат, значи бара многу финансиски средства. Програма за регулирање на коритата на реките, програма за одбележување на 12 јули, активност за збратимување на општина Конче, програма за наменско трошење на средства стекнати по други основи, финансиски извештај на буџетот на општината во квартали, информација за условите за кредитирање на земјоделците од рурални подрачја, извештај за реализација на програмата за комунално уредување и изградба на локални патишта. Период јули-септември, тоа спаѓа тука информацијата од за работа и постигнатиот успех од општинското основно училиште Гоце Делчев, годишна програма на училиштето, годишна програма за работа и извештај на работа на 12 јули, детската градинка, информација за спроведување мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добри и природни непогоди и други несреќи, годишниот план за вработување на општина Конче за 27 година.
Извештај за реализација на годишниот план за вработување на општина Конче, прво полугодие, програма за изготвување на стратешки план за маркетинг и промоција на локални ресурси, акционен план за заштита од пожари и информација за комунален ред во општината. Период октомври-декември, тоа е извештај за реализацијата на програмата за комунално уредување, оперативен план за заштита и спасување во зимски услуги, програма за услови, програма за одржување на јавно зеленило за 27 година, програма за уредување на градежно земјиште, тука 26 останал, 27 треба да биде, одржување на комунални патишта и на општина Конче за 27, програма за контрол на популација на бездомни куќиња, план за контрола на популација на бездомни куќиња на подрачјето на општина Конче за 27, план за расчистување на диви депонии за 27, програма за урбанистичко планирање на општина Конче, разгледување на програми и иницијативи од местни самоуправи во населените места на општината, програма за работа на Советот за 27, програма за одржување на јавно осветлување за 27, програма за јавна чистота, буџет за 27, план за заштита и спасување, програма за тековно зимско одржување на локални патишта и улици, програма за унапредување на земјоделството и сточарството, програма за работа на Сдруженијето ДПД Горица оператива, програма за одржување и развој на дивечот, број 4, ловеште број 3, програма за работа на проектот социјообразовна поддршка, програма за работа на културно... Молим? Мислам дека советниците немат наречено уште да наречаваме.